Господине Мицковски, имавте работен состанок во Европската служба за надворешни работи. Со кого се сретнавте, кои теми беа отворени на разговор и какви пораки им испративте? Да, имав состанок овдека со Анджелина Айнхорст, која што е практично генерален директор и одговорна за заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Имав навистина исклучително квалитетна средба. Разговаравме за актуелната политичка и економска ситуација во Македонија. Она кое што јас го пренесов практично беше одлука да го послушам советот на еден мој драг пријател кој што е дел од претседателството на Европската народна партија, кој што на една од паузите во неофицијалниот дел ми кажа: Христијан, те молам, немој на средбите во Европската комисија да зборуваш колку не чини вашата влада. Знаеме сите дека не чини и Зоран Заев и вашата влада, дека нема реформи, дека криминалот и корупцијата царуваат. Обиди се да зборуваш за тоа како ти ја гледаш Македонија и што е она кое што ти го бараш од Европската комисија. Така што на оваа средба одлучив така да настапам и воопшто не ги споменав погрешните политики на Зоран Заев и владата која што предводи СДСМ. Зборувавме за неправдата која што е нанесена на македонскиот народ, на македонската нација, на македонската држава и неможноста да ги почнеме долго очекуваните преговори со Европската унија, бидејќи ние како народ и како држава заслужуваме да бидеме дел од европското семејство. Тоа кое што навистина го добив од другата страна како повратна информација е дека желбата нејзина лична, но и желбата на политичарите на овдека во Брисел е навистина да дадат се од себе да му помогнат и на македонскиот народ, и на македонската нација, но и на Македонија како држава. Јас сум навистина задоволен од тоа што го слушнав и ќе повторам дека најдоброто и за македонскиот народ и држава доправа средува, а ние денеска денот го продолжуваме со нови две работни средби. Едната ќе биде со генералниот секретар на Европската народна партија, господинот Тоно Лопес, кој што доаѓа од Партидо Популар, односно Народната партија од Шпанија, која што сега победи на локалните избори во главниот град во Шпанија, Мадрид, а потоа продолжуваме со господинот Девид Мекалистер, кој што е председавач практично на Комитетот за надворешна политика при Европскиот парламент и кој што доаѓа од нашата сестринска партија, партија ЦДУ.